Место на случување основно училиште Војан Черодрински на територија на општина Карпош. Убаво е кога ќе се види многу деца собрани на едно место, а причина е финиширање на еден проект кој трае повеќе од 4 месеци под мотото Екоградина. За да биде реализиран овој проект има повеќе фактори, а соговорничката со која ќе продискутираме токму на оваа тема тоа е Благица Апостолова од невладината организација Креатива. Значи, кој стои зад овој проект, кој е целта на проектот и постои ли некаков бенефит за дечињата? Значи, овој проект е Екоградина пред се, трае 4 месеци да го споменам. Тој започна во крајот на февруари до јуни оваа година. Проектот е финансиран од Кралството Норвешка, од амбасадорот господин Кетил Полсен, како и неговата сопруга. Тој е во соработка со невладината организација, како што спомнавте, Креатива. Преди се, акцентот или целта беше да се доближи природата до децата и таа врска да се интегрира во нивното секојдневие, како и во предметите што ги изучуваат во математика, биологија, природа и така натаму. Проектот беше избрано едно, како понапуштено место во школава, што можевте да ја видите сигурно Екоградината. Таа беше работена заедно со професорите од школови исто учествува, како и голем дел од децата. Со ова беше покрај задоволството и нивната врска, исто така можете да забележите има некои цртежи од дел од работата, некои цвеќенца, еве како баш ова овде, кои што беа купени за 30 денари, а сега се продаваат за 50. Значи, дел од средствата, нивните предприемачки особини се поттикне, организациони способности, дел од средствата ќе бидат наменети за школата. Сметате ли дека овој проект е успешен и треба ли да се организираат уште вакви проекти се со цел доближување на природата кон децата? Да, сметам дека е многу успешен проектот и се надевам дека во иднина ќе има уште многу вакви проекти, затоа што ова е точно на што треба да се обрне внимание и да се даде акцент. Мислам, овие вакви мали работи, меѓутоа што пренесуваат многу во. Оно што е важно исто така треба да се спомени дека општина Карпош е прва општина во Македонија што реализира еден ваков проект. Значи, му изразуваме голема благодарност на господин Стефче Јакимовски, градоначалникот, кој што зазема големо учество во целиот овој проект и се надевам дека нашата соработка би продолжила и понатаму.